Значи, прво ја секогаш велам, треба да сонуваме. Треба да сонуваме, за да знаеме каде одиме, за да знаеме каде целиме и што сакаме да постигнеме. Да знаеме каде одиме, но и од каде доаѓаме. Со сите оние моменти и искуства што сме ги стекнале на овие наши простори, во ова наше општество, со оние убави страни кои што ни биле порив, но и оние не толку убави, можеби што не мачеле ни животот, но пак не правеле појаки и посилни. Со сето тоа искуство мора да бидеме сосема искрени пред себе, кога во тој процес на поставување цели. Многу едноставно, зошто сонуваме, за да може да го живееме сонот, нели, пред се треба да сонуваме. Ако ме прашате за Монт Еверест, пред едно 10 години да ме прашавте за Монт Еверест, тоа беше за мене само еден сон и една неостварена желба. Пред 4 години, односно пред 5 години, се извинувам, во 2013 година, со многу труд и посветеност и години наназад работа на тоа, сонот стана јаве. Се искачив на Монт Еверест како прва жена од Македонија во мај 2013 година и мојата мисија беше да ги поместам границите на планинарските спортови во Македонија, но при тоа, ако може повеќе да ги поттикнам и женските припаднички во спортот, бидејќи, верувајте, не има многу малку. И на Монт Еверест искачувањата имаме само 10% кои што се жени, а истото важи и за Севен Самит, она што го најави Александра, ќе ви кажам подоцна за тоа, и таму има помалку од 10% кои што се жени. Значи, во 60 годишна традиција на искачување на Монт Еверест, највисокиот врв на светот, нели, кој што е инаку 8848 метри висок, се имаат искачано во 60 годишна традиција од првото искачување во 53 година до денеска, значи јас кога се искачив 2013 година беше точно 60-тиот јубилеј, се има искачано 2000 луѓе вкупно од целиот свет, од кои што само 200 беа жени. Значи, мојата мисија беше и на тој начин по можност, не само да ги мотивирам младите, пренесувајќи ја мојата приказна од врвовите, овде доле, со вас, поделувајќи ги тие моменти со кои што ние реално се соочуваме во секојдневниот живот. Не е само на планината дека ги имаме тие пречки и кризи, и стравови, и успеси, и падови, но во реалниот живот ние ги доживуваме истите. Сега, да поместувате граници, особено во општествена форма, не е баш лесно, знаете, и секој од вас, млади, амбицирани и мотивирани млади овде, ќе се соочи еден ден со тоа. Значи, вие ќе бидете пионерите, вие ќе бидете тие што ќе го отвараат патот на било кое и да е поле, кое што е полето на доменот на вашата работа и посветеност. Не е лесно да се поместат тие граници. Според мене има едно нешто што се вика просечност. Кога ќе го допреме тој масивно дебел плафон на просечноста и сакаме да одиме нагоре, тој не враќа надолу. И самите себе понекогаш се кочиме, нормално, затоа што таму доле е покомотно. Не мора да се будиме у 4 саат со бајле, да одиме по некои замрзнати глечери, да се пробиваме, да спиеме во шатор со замрзната вреќа за спиење по 2 месеци, да ја јадеме еднолична храна, 2 месеци да имаме ограничена хигиена и никаков комфорт, исто како што преносно би било во секојдневниот живот, во просечноста не мора да се замараме секој ден да го браниме нашето работно место пред конкуренцијата, нели? Покомотно е таму доле, да. Но верувајте, веднаш, штом ќе посегнете да излезете од таа просечност, толку многу можности се отвараат за вас. Јас, например, морам да се навратам и на тие мои лични примери кои што ми помогнале денес да го правам тоа што сакам, но во 2012 година по номинација на Американската амбасада во Скопје и селекција на Стейт Департментот станав дел од глобалната менторска мрежа за девојки во спортот, кој што и ден денес многу ми помагаат за да го работам она што го сакам и да продолжам да ги споделувам овие приказни
на некој начин да правиме и други активности, организираме кампови за девојки во спортот. Не дека момчињата не се добредојдени, сите млади се добредојдени, всушност сите се добредојдени, но едноставно ете заради поттикнување на женските во овие спортови, некако бевме малку насочени во таа насока и секако кога ќе слушнете, кога ќе разберете за некоја таква активност која што ќе се случува најчесто во Охрид, каде што живеам јас, да знаете дека сте добредојдени и поканети да учествувате. Да видиме малку подсетник до каде. Да, значи, кога збориме за тие поместувања граници и подготовки, целиот тој процес, значи, предходно кажав дека мене 4 години цели ми биле потребни сонов од ментална подготовка до конечна реализација, а некако те потребно и повеќе. Значи, нека не ве обесхрабрува тоа. За сите тие цели, соништа кои што си ги задаваме, каде што сакаме да стигнеме, си има некој посебен момент. Ако не биднало до сега, може би значи дека не е сосема зрело. За мене првиот Монт Еверест требаше да го искачам во Македонија. Значи, целото тоа да се изфинансира целата таа експедиција, односно како што велат, нели, народно, да се поклопат коцките. За на крајот, после толку години труд и посветеност, да може да го доживееме она што се вика успех, но и едноставно да си го живеете сопствениот сон, кое што е многу убаво чувство и тоа е вистинската награда која што ви следува после тоа. Имаме една сликичка на екранот, една ЕКГ слика на срцевото работење нагоре и надоле и вика if there are no ups and downs in your life, it means you're dead. Значи, во качувањето Карпи и во качувањето планини, особено имаме нагорнини и надолнини. Имаме падови и имаме повторно искачување. А слично и во животот. Најме. И нормално, еве оваа слика мислам дека многу интересно го доловува моментот дека ако све е равно, значи дека сме мртви. За жал во нашите спортови, падовите може да бидат фатални. Затоа според мене вистинскиот успех не е да се скачиме на врвот, но и безбедно да се сигнеме доле. Човек да се врати дома. И тогаш доаѓа моментот кога може повторно да сонуваме. Тоа е убавината на сонот. Дека и покрај се ние можеме повторно да продолжиме да сонуваме. Да, според мене, значи не е само да се искачи врвот, него врвот е пола пат до дома. Врвот, тука доаѓаме до моментот кога врвот може, но не мора, а најчесто, јас го гледам тоа кај вистинските херои, кога врвот ќе стане една почетна точка до нови врвови. За мене буквално, значи, тоа беа буквално нови врвови, бидејќи по искачувањето на Монт Еверест и на уште неколку врвови кои што се највисоки на тие континенти, 7 континенти, значи ми се роди сонот за Seven Summits. А Seven Summits значи означува еден светски високогорски предизвик кој што вклучува искачување на сите врвови на сите континенти. Сега како што се развивало целата таа, нели, работа, посветеност и динамика, јас можам со радост да ви соопштам дека наскоро во декември заминувам на 6-тиот од тие Seven Summits, кој што се наоѓа во Индонезија и се надевам дека следната година се гледаме со една нова свежа приказна после Seven Summits, од која ќе ги заокружам сите, се надевам како прва жена од Балканот. Ви благодарам.